Купувањето на напредниот воен авион F-35 САД од страна на Турција би можело повторно да се најде на дневен ред. Анкара беше исфрлена од млазната програма откако купи руски противвоздушни ракети С-400, со кои Вашингтон вели дека ја компрометира стелт технологијата на F-35 авионите. Но за време на посетата на Истанбул минатиот месец, вршителот на должноста, заменик државен секретар на САД Викторија Нуланд, понуди да ја оживее продажбата на авиони доколку руските проектили бидат отстранети во трета земја. Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан посочи дека Анкара би можела да биде отворена за договор. Купувањето на противвоздушни ракети беше без преседан. Мислам дека некои луѓе во кабинетот на Ердоган исто така признаваа дека ова беше голема грешка. Купувањето на С-400 од Турција беше многу скапа работа. Купувањето на ракетите С-400 од Турција, велат наблюдувачите, е мокен символ на продлабочувањето на незините врски со Русија и влошувањето на односите со Вашингтон. Договорот беше подпишан во време на недоверба, бидејќи Анкара го обвини Вашингтон за вмешаноста во неуспешниот обид за државен удар во 2016 година, обвинение кое САД го отфрлија. Врските на Турција со САД се подобруваат со ратификација на членството на Шведска во НАТО од страна на Анкара, а Вашингтон возврати со тоа што дозволи продажба на авиони F-16 на Турција. F-16-ките се инфериорни во однос на F-35 авионите, кои соседот и ревалот Грција треба да ги купи како дел од незината воена модернизација. Кога ги слушате турските маринци, тие се плашат дека рамнотежата на воздухопловните сили на ДГ-от може да преовлада во корис на Грција. Сепак, аналитичарите велат дали Анкара ќе ја прифати понудата на Вашингтон за авионите F-35 во замена за отстранување на ракетите од руско производство, давајќи ги на некој турски сојузник како Азербејџан или Катар или можеби и Либија, доколку зависи напредокот во подобрувањето на односите со САД. Турција лесно може да се откаже од С-400, тоа е политичка одлука, тоа не е воена потреба. Тоа е политичка одлука и компромис. До сега С-400 и помогнаа на Турција да го зголеми нивото на преговори со НАТО и САД. Купувањето руски ракети од Анкара се сметаше за дипломатски триумф за Москва, што ја дели Турција од незините сојузници во НАТО. Отстранувањето на ракетите, велат аналитичарите, би била значајна победа, но овој пат за Вашингтон.